Добро вечера, сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алфа телевизија, која се емитува секој понеделник во 21 часот. Вие сте на вестинското место, почитувани гледачи, бидејќи и вие и јас вечера имаме право да знаеме вестината. Вечера ќе може да погледнете на супер ексклузивна емисија посветена на аеродромот во Желјава или таа најголема и најтајна инвестиција на паранешна јена по денешни цени вредна некаде околу 500 милиарди американски долари. Ова позаде нас, почитувани гледачи, планината Плешевица, која се наоѓа некаде 20 км северо-западно од градот Бихач и всушност се наоѓа лоцирана на самата граница помеѓу Босна и Херцеговина и Хрватска. Во употребата на ова планина, почитувани гледачи, беше изградена на аеродромот Желјава или убедливо најскапиот објект на поранешна Титова Југославија. Прашо, значи пред почетокот на војната на просторот на поранешна Југославија, вие сте еден од помошниците на командантот на тој аеродром во Желјава. Управо сте. Јас сам био помошник команданта на аеродрому Желјава пред сам рат и уочи рата. Вие завршете вашата војничка кариера пред неколку години и вие сте заменик команданта на војното воздухопловство на армијата на Босна и Херцеговина. Да, након рата у Босни и Херцеговини, јас сам био стално у рату као приpadnik HVO u Bihaću i nakon niza komandnih funkcija moja karijera završila je u funkciji zamjenika komandanta zračnih snaga Vojske Federacije. Изградбата на овој аеродром во Желјава трае некаде 20 години, помеѓу 48 и 68 година. Вкупната цена или вкупната инвестиција изнесува некаде околу 6 милиарди тогашни американски долари или по сегашни цени некаде помеѓу 300 и 500 милиарди долари. Ако имаме предвид, почитувани гледачи, дека годишниот буџет на Република Македонија изнесува некаде околу 4 до 5 милиарди долари, тога значи дека некаде околу 100 годишни буџети на Република Македонија ќе треба да се потрошат да биде изграден еден ваков објект. Овој аеродром во Желјава вела дека најголема инвестиција на поранешна ЈНА се проценува дека некаде во тоа време вреди околу 6 милиарди долари, според сегашни цени веројатно не би вредел помалку од половина милиарда долари. Vi ste u pravu, to su cijene, orijentirane cijene, ali zaista kažu da je to ponajveća investicija bivše jugoslovenske vojske u ono vrijeme na ex-jugoslovenskim prostorima, sadašnjim, jeli? I taj aerodrom je koštao sa ukupnom infrastrukturom koja je izgrađena, sa avijacijom koja je to bazirala, sa vojnim stanovima koji su ovdje bili u Bihaću, znači sa kompletnim sadržajem, dobrih 4 do 6 milijardi ondašnjih dolara. И ако тие 6 милиарди долари ги претвориме во денешни цени, многу ми смета дека тоа би чинило некаде околу 500 милиарди долари. Значи тоа се фрапантни бројки, господине Прша. Ne znam da bilo 500, ali bilo bi jako puno para. Ako bilo para bilo, jer onda je bila novčana vrijednost dolara jako puno veća, znate. I onda ja isto cijenim da bi to bilo u sadašnjim parama jako puno milijardi dolara. Овој почитувани гледачи влезот во аеродромот Желјава имаше 5 такви влеза кои се распоредени тука на некој растојање од 500 метри. 400 на територијата на Република Хрватска, овој се наоѓа на територијата на Босна и Херцеговина и ова е тоа што остана некогаш од најскапата инвестиција на поранешна Титова Југославија. Градот Бихач е град кој беше еден од клучните градови на просторот на поранешна СФР Југославија. Тука се има одржано првото заседание на АУНО. Значи формирањето на таа нова СФР Југославија 42 година почна токму тука од Бихач. И тука беше можеби тој воен центар на поранешна Југославија, бидејќи тука се наоѓа аеродромот во Желјава. Еден од клучните објекти, велат најскапата инвестиција на поранешна ЈНА и од тој тип на аеродроми еден од трите најголеми во светот. Према неким информацијама, сама изградња аеродрома Желјава е коштала у тадашња доба 6 милиjardi америчких долара, што е била една импозантна цифра. Само за споредба да речеме, ние минатата година снимавме во тој подземен град, на Јосиф во Конис. И таму цифрата која беше потрошена за изградба беше околу 4 милиарди. Значи ова е некаде 50% аеродромот во Желјава поскап од тој подземен Титов град што беше во Конис. Тоа се фрапантни бројки, денес веројатно би се движели околу 200 до 500 милиарди долари. Apsolutno, to su te neke protuvrijednosti kada bi tadašnji novac pretočili u današnju vrijednost. Vi tamo na aerodromu možete pronaći dvije velike poletno-sletne piste
i 2 piste koje omogućavaju polijetanje aviona bukvalno iz planine. Znači, od planinata poletati avioni? Mogu poletiti avioni direktno iz planine. Unutar samog kompleksa je bila i bolnica, i restoran, i spavaonice, i smještaj za preko 20-ak borbenih aviona. Tu je bila električna centrala, nalazili su se edukativni centri, radionice i sve ono što je neophodno za život ljudi u aerodromu, nesmetano u odnosu na vanjske prilike, pa čak i nuklearne udare koji su mogli se eventualno dogoditi na tom prostoru, jer je samo projektiranje aerodroma bilo takvo da izdrži i nuklearni napad. Znači, vi sušno ste imali 2 grada Bihać. Da. Jedan grad koji je bil nadzemlja, kao što ste vi danas gradonačelnik, i jedan koji je bil podzemlja, to je aerodrom od Voželjava. Tako je, upravo to, vi ste u pravu. Prije rata veliki broj oficira i pilota i vojnika koji je radio na Željevi je živio u gradu, od samom gradu Bihaću, i vi ste mogli vidjeti tu po 20-ak autobusa ljudi koji svako jutro idu na posao ili idu u sami taj podzemni grad koji se nalazi u okvirima Željeve, uz plus još toliko ljudi koji su tamo bili gotovo svakodnevno. Dakle, cijela Jugoslavija i geostrateški položaj aerodroma i planine Plješevice, koja je na vrhu sa nekih 1600 metara nadmorske visine, imala najsofisticiraniji radarski sistem koji je nadgledao bukvalno dobar dio Europe, je omogućavao da u gradu Bihaću se moglo kontrolirati zračni prostor ne samo bivše Jugoslavije, već i sjevernog dijela Italije, Austrije i drugih zemalja u okruženju, što je Bihaću davalo jedan specifičan geostrateški značaj i ulogu. Добро вечера, сум Васко Ефтов, овој емисијата во Центар на Алфа телевизија, која се емитува секој понеделник во 21 часот. Вие сте на вестинското место, почитувани гледачи, бидејќи и вие и јас вечер имаме право да знаеме вестината. Вечер ќе може да погледнете на супер ексклузивна емисија посветена на аеродромот во Желјава или таа најголема и најтајна инвестиција на паранешна јена по денешни цени вредна некаде околу 500 милиарди американски долари. Ова позаде нас, почитувани гледачи, планината Плешевица, која се наоѓа некаде 20 км северо-западно од градот Бихач и всушност се наоѓа лоцирана на самата граница помеѓу Босна и Херцеговина и Хрватска. Во употребата на ова планина, почитувани гледачи, беше изградена на аеродромот Желјава или убедливо најскапиот објект на поранешна Титова Југославија. Прашо, значи пред почетокот на војната на просторот на поранешна Југославија, вие сте еден од помошниците на командантот на тој аеродром во Желјава. Upravo ste. Ja sam bio pomoćnik komandanta na aerodromu Željeva pred sam rat i uoči rata. Вие завршете вашата војничка кариера пред неколку години и вие сте заменик команданта на војното воздухопловство на армијата на Босна и Херцеговина. Da, nakon rata u Bosni i Hercegovini ja sam bio u stalnom ratu kao pripadnik HVO u Bihaću i nakon niza komandnih funkcija moja karijera završila je u funkciji zamjenika komandanta zračnih snaga Vojske Federacije.
Izgradbата nova аеродром во Желјава трае некаде 20 години, помеѓу 48 и 68 година. Вкупната цена или вкупната инвестиција изнесува некаде околу 6 милиарди тогашни американски долари или по сегашни цени некаде помеѓу 300 и 500 милиарди долари. Ако имаме предвид, почитувани гледачи, дека годишниот буџет на Република Македонија изнесува некаде околу 4 до 5 милиарди долари, тога значи дека некаде околу 100 годишни буџети на Република Македонија ќе треба да се потрошат да биде изграден еден ваков објект. Овој аеродром во Желјава вела дека најголема инвестиција на поранешна ИНА се проценува дека некаде во тоа време вреди околу 6 милиарди долари, според сегашни цени веројатно не би вредел помалку од половина милиарда долари. Vi ste u pravu, to su cijene orijentirane cijene, ali zaista kažu da je to ponajveća investicija bivše jugoslovenske vojske u ono vrijeme na ex-jugoslovenskim prostorima, sadašnjim, jeli? I taj aerodrom je koštao sa ukupnom infrastrukturom koja je izgrađena, sa avijacijom koja je to bazirala, sa vojnim stanovima, sa susjedima ili sa snagama, možda NATO ili VU, zavisi ko bi bio agresor. I zaista ta odbrana je bila dobro urađena. To je baziralo nekih 50-ak aviona MiG-21, stalno ispravnih, stalno operativno sposobnih i kompletna infrastruktura koja je opsluživala funkcionisanje toga aerodroma u smislu obuke pilota, naleta, letenja non-stop, uvježbavanja. Jedna impozantna sila, tako da cijenimo da je to bio jedan od, rekao bih, strateških objekata bivše jugoslovenske vojske. Значи во секој време имавте 50 авиони од типот МиГ-21. Во тој момент веројатно еден од двата или трите најмодерни авиони во воздухопловството, не само на Југославија паранеше, туку во светски рамки. Тоа биле Фантом и така натаму. U to vrijeme, upravo ste, u to vrijeme, ja govorim o godinama 60-im, pa 70-im godinama, pa kasnije to sve. MiG-21 se mogao nositi sa avionima adekvatne klase NATO ili VU, F4, F104 i tako dalje. Znači, moglo se govoriti da onda avijacija naša ondašnja nije bila zastarila, bila je, rekao bi, u trendu. Bila je onda moćna, mogla se suprotstaviti snagama protivnika potencijalno. Da. Сите вие кои минатата година ја гледавте емисијата посветена на тајниот Титовград, веројатно сте свесни за каква голема инвестиција на ИНА стануваше збор. Тоа беше третата најскапа инвестиција во историјата на ИНА. Пред неја се наоѓаше бродоградилиштето или тој поморски центар во Сплит или поморскиот центар Лора, и најголемата или убедлива најголемата инвестиција на ИНА е всушност овој аеродром во градот Желјава. Кај се тие бункери тука позади во таа зграда? Jeste. Znači, ovo brdo krije taj podzemni grad, Titov podzemni grad. Значи овде е Титовиот подземен град. Tako je. И колку време можеше тука да престојува Јосип Брз Титов во некоја ситуација, не дај Боже, на војна? Neograničeno. Неограничено. Neograničeno vrijeme. Денес е 13 септември, 12 часот и 45 минути, се наоѓаме низлезот од грачето Коњиц во Босна и Херцеговина. Многу славно граче, многу познато од текот на таа Втора светска војна и таа прочуена битка на Неретва. Меѓутоа денес не сме тука во Коњиц, почитувани гледачи, да говориме за битката на Неретва, туку да го посетиме подземниот Титовград, една од најстрого чуваните тајни на поранешна СФР Југославија или на Титова Југославија. Господине Грабавица, значи ова е таа Титова вила во градот Коњиц или низлезот од градот Коњиц, а некаде на периферијата на реката Неретва, и кој требаше да биде една камуфлажа за градењето на тој подземен Титов град тука во Коњиц, некаде средишна Босна и Херцеговина. Da, ovo je zgrada 1, nadzemna rezidencija predsjednika Tita i kad god se ne bi morao nalaziti u podzemnoj rezidenciji, bez obzira kakvi su uslovi i optimalni uslovi koje taj režim rada daje pod zemljom i pa život pod zemljom je, znači kad god se ne bi morao nalaziti u podzemnoj rezidenciji, nalazio bi se ovdje. Znači ova je ta vila. Tako je. To je nadzemna rezidencija predsjednika Tita, zgrada 1, tako je označena. Која требаше да е камуфлажа за градењето на тој подземен Титов град. Tako je. Znači, to je nadzemni dio objekta, ujedno i kamuflaža ovome kompleksu koji smo vidjeli. Иначе кога војската тука чуваше, имаше либи дека ја чува всушност вилата на Тито. Ne, ovdje vojska nije nikad čuvala. Tu je čuvali civili, sve u civilnom odjeći. Nije se vojnik ovdje nije došao nikad. Значи камуфлажата оди дотаму што цивили го чува целиот објект. Tako je, u plavim mantilima, kao da su radnici Igmana.
27 godine je gradano. Koja je suma na pari, ako ne je tajna, se potrošeni? Pa nije tajna, nemamo više tajnu, ništa nije više tajna. On je treća investicija bivše JNA. Treća investicija po vrijednosti. Posle aerodroma Željava, luke Lore kod Splita, pa onda on. Za njegovu izgradnju i infrastrukturu koja je sa pratećim objektima, putevima i koštala je 4 milijarde 480 miliona dolara po projektnoj dokumentaciji. Počnuvajki od 53. završuvajki 79. 79. kad je posjednut, u toj njegovoj prvoj posadi bio sam i ja. Некъде лево од нас, почитувани гледачи, се наоѓаше тој аеродром во Желјава, тамо беа оние хангари кои беа во планината Плешевица. По овие 2 или 3 споредни писти, тие авиони се носат до ова главна полетна слетна писта, која по некоја слободна проценка е долга од 3,5 до 5 километри. Тамо некаде на почетокот се наоѓа почетокот на ова писта, кај што почнуваат да рулат авионите, и тамо на крајот на ова писта, значи некаде после 5 километри, кај што гледате она мала узбрдица, тука веќе излетуваат авионите со огромна брзина. Во тоа време ова е најмодерната писта, не само на просторот на Југославија, туку на просторот на Европа, и тука може да слетуваат не само МиГ-21 авионите кои што беа тука стационирани во аеродромот во Желјава, туку и сите борбени авиони на тоа време, дали биле Фантоми, дали биле Б-52, па дури и сите цивилни најогромни авиони, вклучително авионите од типот на Илјушин. Како функционираше тој аеродром, господине Прша? Вела дека тоа всушност функционирало под земја, дека била изриена на некој начин земјата под планината, дека освен тие неколку 3 или 4 писти кои се над земјата, кои може да се гледа, дека внатре во самата земја, во самата планина се направени и посебни писти, посебни хангари, посебни станови за луѓето кои живеат, храна, вода и така натаму. Pa vidite, sama aerodromska prostorija, tako kako to kažu vojnici, ona se sastoji znači, iz podzemnog dijela i onoga van podzemlja. Piste su i staze za voženje, stajanke su vani. Imamo 5 pista. 5 pista, 2 su za polijetanje i sletanje, a ostalih 3 su, 2 su samo za sletanje, a ostale su i za polijetanje i sletanje. Impozantne piste, veliki aerodrom koji mogu da primi sve vrste avijacije. Znači imaju tolike kapacitete u smislu da prostornosti, dimenzionalnosti i kvalitete. To je bio aerodrom A kategorije u pravom smislu. И вела дека всушност можел да издржи нуклеарен напад, дека така бил граден аеродромот, дека можел да возможи 1 месец живење без да има комуникација со надворешниот свет за сите луѓе кои биле тамо стационирани. Da, jer podzemni objekti bili su za smještaj tih aviona, znači u tunelima. Mi cijenimo da je tamo bilo nekih 4,5 km podzemnih tunela koji su međusobno spojeni. To je nekih 5 rupa, 5 ulaza koji su unutra međusobno spojeni i zaista je taj sustav radio autonomno i mogao je da se odupre taktičkom nuklearnom napadu protivnika. Znači moglo se zaštititi i ljudstvo i sredstva. Imali smo ta neka protivnuklearna vrata, znači koja su se navlačila na aerodrom, tako da je avijacija bila stalno zaklonjena od mogućih udara. I u tom smislu taj objekat jako puno vrijedio jer trebalo zaštititi ljude i objekte i u mogućem nuklearnom, rekao bih samo taktičkom nuklearnom udaru. На 7 октомври 1991 година од аеродромот во Бихач, односно аеродромот во Желјава, полетаа 2 авиони кои ги бомбардира Банските двори, кога тамо на тајни состаноци, на тајни средби беа Стјепан Месич, Фрањо Туџман и Анте Марковиќ. Што ме праша, ние како лаици прв пат слушаме за тој аеродром во Желјава, значи освен во тие нели библиографски податоци, изграден тогаш и тогаш, тамо и тамо се наоѓа. Прв пат слушаме во тој војнички аспект некаде на почетокот на 92 година, 91-92 година, кога токму од тој аеродром во Желјава полетуваат тие неколку борбени авиони кои ги напаѓаат Банските двори во Хрватска и тогаш вршат атентат кога е таа средба помеѓу Фрањо Туџман, тогаш председател на Хрватска, Стјепан Месич кој е член на председателството и подосна председател на председателството на СФР Југославија, Анте Марковиќ кој е премиер. И тие авиони борбени летат токму тука од Желјава. To je bio avion Jurum, to je Orao. Господине Лаушич, таа серија на атентати на Балканот почна од 1991 година во Хрватска, кога се гранатирани Банските двори, односно седиштето на хрватскиот председател. Тоа е некаде 7 октомври 1991 година. Да, точно. 7.10.1991. godine u 15 sati i 10 minuta 2 borbena zrakoplova bivše Jugoslavenske narodne armije, odnosno ratnog vazduhoplovstva,
radilo se o borbenim zrakoplovima tipa Orao, koji su poletjeli sa Bihaćkog aerodroma. Znači od Bihać u Bosna i Hercegovina poletuvat? Sa Bihaćkog aerodroma su izvršili zračni napad na sjedište predsjednika države, Banske dvore na Gornjem gradu, ako poznate Zagreb, gdje je danas sjedište vlade Republike Hrvatske. Samo играта на случајот или случајноста ги спаси од сигурна смрт Фрањо Туџман, Стјепан Месич и Анте Марковиќ. На тој начин целиот тој простор на поранешна Југославија и војната која се водеше во тој момент на просторот на поранешна Југославија, можеби ќе добиеше сосема поинаква разврска. Казателе, дали на 7 октомври 1991 година постоеше сериозен обид за атентат врз Фрањо Туџман, вас и Анте Марковиќ на таа ваша средба во Банските двори на тој работен ручек, беа летнати од аеродромот до Бихаќ два авиони од типот на Орел и сврља некаде околу 30 гранати од руско производство и околу 4 тешки бомби врз Банските двори, верат, само случајноста ги спасила вашите животи. Ja sam s Tuđmanom dogovorio da zovemo Antu Markovića u Zagreb. I nazvao sam Antu Markovića, ali moram vam reći normalnom telefonskom linijom. Dakle, jednostavno nismo mislili na to da li to neko prisluškuje ili ne prisluškuje, jer smo smatrali da ćemo se dogovoriti što da dalje radimo. I Marković je preko Mađarske došao u Zagreb. A mi smo otišli u kabinet predsjednika Tuđmana. I kad smo došli u kabinet, zvonio je telefon. Njegova tajnica Zdravka Bušić je digla slušalicu i s nekim je razgovarala. Nakon par rečenica ona je rekla predsjedniku Tuđmanu: gospodine predsjedniče, trebaju vas. I on je digao slušalicu. Opet je taj razgovor vrlo kratko trajao, ali u tom momentu, dok on još razgovara, u tom momentu dolazi do ovih eksplozija. Upravo na onom mjestu gdje smo mi imali ručak. Двата авиони кои полета од аеродромот во Бихаќ на Банските двори фрлја 4 бомби, секоја тешка по 250 кг и два пати по 16 ракети. Napad je izvršen sa dva borbena zrakoplova tipa Orao. Зошто Орел, а не, например, МиГ? Нели миговите важат дека се побрзи, поексплозивни? Naime, napad je izvršen kombinirano raketno-bombarderski napad. Што тоа значи? Svaki od zrakoplova je nosio po dvije aviobombe američke proizvodnje, MK-82 tip je bio tih bombi, od 500 libri, znači od otprilike 250 kg. Што може тие бомби да направат од 250 кг? Samo zrakoplovi tipa Orao su imali podvesne nosače za taj tip aviobombi. MK-82. И затоа се користени авиони типот на I Орел. zato su upotrebljeni zrakoplovi tipa Orao. Значи имале по две бомби секој авион, Тако некаде е, по 250 кила тешки. Tako je, i svaki od njih je bio naoružan sa 16 nevođenih raketa ruske proizvodnje koje su ispaljene. Znači svaki od zrakoplova je ispustio po dvije aviobombe MK-82 od američke proizvodnje od 500 libri, znači otprilike 250 kg, i po 16 nevođenih raketa ruske proizvodnje. Дали подоцна имаше уште некој обид за атентат врз Фрањо Туđман, бидејќи Јана и Милошевиќ веројатно тешко се откажува од губење на територија во дел од Хрватска? Pa taj atentat je sigurno planiran negdje u vrhu, ili vrhu vojske, ili u vrhu srpske politike, ali to nije mogao izvesti netko na svoju ruku. To je isključeno. Политичка била одлуката. Politička odluka sigurno. Еве како од авион изгледат снимени пистите на аеродромот во Желјава. Станува збор за 5 писти, секоја во должина од 4 до 6 километри.
Погледате овој знак, почитани гледачи. Тоа значи дека целиот овој објект и ден денес е се уште миниран, дека се уште не се исчистени тие мини кои се тука поставени, дали од војските на Босна и Херцеговина, војските на Хрватска или поранеш на ЈНА. Според сите слободни проценки на експертите, тука се наоѓаат помеѓу 3 и 5.000 мини. И освен ова полетна слетна писта која е исчистена, која е на некој начин безбедна за движење, ако добиете согласност од пограничните власти на Босна и Херцеговина и Хрватска, све друго е денес минирано. Ние ако сакаме да го рискираме нашиот живот, ако сакаме малку да си правиме руски рулет со нашиот живот, ќе можеме слободно да загазиме во овие полиња што се наоѓаат позади нас и веројатно ако не на првата, тогаш на некој од следните чекори ќе нагазиме на некоја мина. Од овој аеродром во Желјава вела дека може да се прати све оно што се случува на тоа западно европско небо, во делот на таа војна авијатика, на цивилна авијатика. Дали се точни тие приказни дека всушност поранешна СФР Југославија преку аеродром во Желјава имала потполна контрола на тоа што се случува на небото на западна Европа? Pa jeste u neku ruku, jeste, ali pazite, imate sistem vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, to je sistem radara koji je bio uvezan. Imali smo mi radarsku sliku, znači duž cijele Jugoslavije i znači, van jugoslavenskih prostora na nekoj visini i udaljenosti. I mi smo zaista, znači sustav znači, obaveštavanja ili osmatranja imao je sliku dešavanja oko Jugoslavije i Jugoslavije, bez daljnjega. Tako da je zadaća zračnih snaga, među ostalim, bila je da se spozna ili da se prati stanje u zračnom prostoru dotične zemlje. Обично, оној Титов град што беше во Конис имаше на некој начин назнака на строго доверлива тајна на поранешна ЈНА. Ниту за Желјава многу не се знаеше. Многу повеќе за Желјава почна да се знае од кога беше срушен на 17 мај 1992 година, отколку предходно. Значи имавте еден висок степен на безбедност, еден висок степен на војна тајна. Dakle, aerodrom se strogo čuvao, strogo bio zaštićen i fizički, i obavještajno i sigurnosno i tako da je malo ko mogao ući unutra ko nije radio i zaista se čuvalo se, znači rekao bih taj aerodrom jer je bio zaista ranjiv ako se ne čuva. Imamo podatke da je jedan sličan aerodrom napravljen u Švedskoj prije nekih 50 godina sa istim gabaritima maltene, sa istim razlozima uradbe i došlo je do požara u podzemnom objektu i sve je uništeno. Tako da je taj objekat, znači podzemna skladišta, podzemni objekti za smještaj aviona, radionice, tehnički sastav, centri veze, smještaj ljudi, sve to bilo čuvano, strogo čuvano i dobro, sigurno čuvano od požara i uništenja. Jako dobar objekat, jako siguran, ali ga moraš jako čuvati od požara i od opasnosti. Zato smo ili se je aerodrom posebno čuvao, održavao sigurnosno u svakom smislu. Ви рековте дека некаде 500 официри биле тама, некаде околу 500 подофицири, дека некаде околу 2000 обична војска. Tako da, oko 3000 vojnika bilo je. Значи некаде на самиот аеродром се околу 3000 луѓе. Браво, јесте. Што е фрапантна една бројка. Колку тие луѓе во случај на војна може да издржат со таа техника, со таа снабденост и со таа безбедност на аеродромот во случај на војна внатре во тој подземен дел на аеродромот? Pa, znači imali smo tamo brojne magacine, što tehničke, što goriva, maziva, centar veze, ishrana, smještaj ljudi. Cijeni se nekih do mjesec dana. Znači do mjesec dana može normalan život da ima tamo dole? Da, tako. Do mjesec dana. Останете со нас и по рекламите, бидејќи после рекламите следува најинтересно дел на оваа емисија. Кога толку многу ги сакаме, Бекутан, 30 години љубов и гриша за нашите малечки. Од сега во ново пакување. Ало, Душа, доаѓам со шефот, подготви нешто. Веднаш се враќаме. Повелете комшивке. Се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија.
На 17. мај 1992 година со одлука на началникот на Генералштабот на поранешна ЈНА е срушен овој аеродром во Желјава. Рушењето трае 6 секунди и објект кој е граден 20 години, кој вреди по денешни цени некаде околу 500 милиарди американски долари, на 17. мај 1992 година беше срушен за 6 секунди. Добро, кога е срушен тој аеродром во Желјава, бидејќи тој беше на некој начин кичмата на поранешна ЈНА, од тука тргаат тие борби на авиони кои ги напаѓаат Банските двори во Загреб и вршат атентат врз Фрањо Туџман, Анте Марковиќ и Степан Месич, едниот председател на Хрватска, едниот премиер на Југославија, вториот председател на председателството на поранешна СФР Југославија. Значи тој е во функција некаде веќе 91 година. Кога се случува рушењето на тој аеродром во Желјава? Dakle, desio se pred sami početak rata na području Bosne i Hercegovine, nakon što je cjelokupna vojska koja je bila prisutna na aerodromu se povukla i iza sebe je ostavila jednu veliku ruševinu. Znači самата ЈНА всушност го руши аеродром. Да. И денес таму воопшто не функционира ништо, тоа е веројатно све разрушено. Падната е што се вели планината врз поранешните писти и хангари на аеродромот кој бе сама во подножјето на планината. Mi smo imali sama na neki način i istraživanja i međudržavne komisije za utvrđivanje granice su obilazile kompletan objekat i vidjelo se da se može ući u samu utrobu zemlje, odnosno planine. Međutim, zbog samog opasnog objekta koji je bio prije rata i zbog neistraženosti terena, a i samog vrlo mračnog terena bez ikakvih kvalitetne opreme od nekoliko kilometara podzemnih hodnika, to se tek može kasnije istražiti. Međutim, sama piste koje se nalaze vani, a njih ima ukupno 4, mogu se uz manja ulaganja revitalizirati i staviti u funkciju, jer oštećenja su na rubnim dijelovima pista taman toliko dovoljno da se onemogući slijetanje aviona, mada one u punom kapacitetu nisu uništene. Ние денес, почитувани гледачи, се наоѓаме на самата гранична линија помеѓу Република Босна и Херцеговина и Република Хрватска и всушност тука околу таа гранична линија беше изграден тој аеродром во Желјава. Денес половина од таа рушевина на аеродромот се наоѓа на територија на Босна и Херцеговина, половина на територијата на Хрватска и двете држави не само што немаат интерес, туку немаат ни финансиски средства да го обноват тој аеродром. Тој аеродром во Желјава веројатно требаше да исполнува неколку критериуми. Значи не само во дел на безбедноста на офицерите, на подофицерите, на војската, значи во дел на чување, во дел на одржување и така натаму и така натаму. Веројатно мораше да исполнува некои технички стандарди. Значи технички стандарди околу температура, околу влажност, околу... Без daljnjega, pazite, taj znači kompletni objekat u cjelini, on je zahtijevao jednu punu autonomnost, punu sposobnost da ima i elastičnost u smislu da se sam održava, da se popravlja, da se uređuje, da može avijacija biti stalno operativno spremna. I iz tih razloga sve se činilo da svih 50-ak ili više aviona koji su bazirali da budu stalno operativno spremni i da promptno i odmah djeluju. Значи како некој град во град што се вели, како еден посебен град, ако имавме надземен град Бихач, ќе имавме таму некој подземен град. Веројатно сами се снабдувавте со вода, сами со струја, сами со електрична енергија. Vlasti naftovod, sa željeznice naftovod posebno išao. Znači sve je bilo potpuno autonomno, maltene grad u malom. Pravo ste, maltene grad u malom. Znači posebna nafta, posebna voda, posebna struja, znači дури е тако да прашам дали имавте посебна пекара, дали посебно се готвеше, посебно се правеше? Sve posebno. Tako da, na primjer, bismo na gradsku mrežu struju, ali nikad nije bila sigurna. Zato se, kad god letenje, onda se leti uz agregate. Znači, nećemo posebni agregati. Da, non-stop posebne. Vlasti izvor struje ili avijacija troša puno energije, puno kerozina, goriva. To dođe u Bihać sa prugom, imaju posebne skladišta nafte, ali ima i naftovod do aerodroma Željava i on dođe do objekta, do rupe unutra i stalno je jedan veliki, bačva velika od 500 tona bile rezervne nafte, odnosno kerozina. Znači, puna autonomnosti u tome. Znači, non-stop dotor goriva i non-stop čuvanje rezervi za eventualne potrebe. Znači, 500 tona Tako je, da. Kerozin vi imate sekojaš na lager ili... Non-stop u rezervi. Znači, to je bilo što se nije diralo, znate. Znači, pitka voda, struja, posebna pekara, posebna hrana. Tako je, da. Понекогаш, почитувани гледачи, телевизиската слика зборува многу повеќе од 1000 кажани зборови од вашиот новинар и ве треба сами да погледнете какви све рушевини се останати од некогашниот бисер на Титова Југославија и на ЈНА, а тој аеродромот во Желјава, тој денес е една комплетна руина, всушност каква руина и поранешна СФР Југославија. Што се случува со тој аеродром
во Бихач во текот на војната од 92 до 95 година во Босна и Херцеговина. Денес колку што можеме да видиме, тоа е една рушевина огромна. Што се случува со аеродромот? Zaista to je ruševina sad postala u jednoj sekundi ili više sekundi dana 17. maja godine 1992. kada se Jugovojska konačno povlačila sa ovih prostora. Taj aerodrom je sistemski, planski, po zapovedi, pod naređenju uništen na način da je potpuno zarušen. Podzemni objekti i piste. Sve je to sada velika ruševina, a prije toga su sve snage, avijacijske snage i zemaljske snage izvučene i otišle put Srbije. Значи, со наредба, веројатно со тогашниот началник на генералштабот на војската на JNA, веројатно даде налог и тој аеродром е срушен. 17. мај, значи 92 година. Rušenje takvog objekta može doći samo iz najvišeg vrha. Iz najvišeg vrha. Ne može doći iz nižih nivova. Najviše vrh mora narediti rušenje objekta. Знаете, малку ми е чудно, ако JNA беше вклучена во војната во Хрватска, беше вклучена во војната во Босна и Херцеговина, беше вклучена во помагање на тие српски сили и во Република Српска и во Република Српска крајина, зошто одлучија да го рушат тој авион? Дали смета дека тоа можеби е нестабилно подрачје, кај што е можна конфигурација таква војна да падне во раце на сосема некоја друга сила, например Хрватската војска, Босанската војска и така натаму? Znači, ključ svega je procjena obavještajna sigurnosna. On su vjerojatno procijenili da će taj aerodrom biti teško održati, sačuvati, onda ga bolje ga uništiti. Овие два објекти кои се наоѓаат во Босна и Херцеговина, едној е тој таен Титов град во градчето Коњиц и овој кој аеродромот вежељава по близината на Бихач, всушност требаше да бидат срушени, елиминирани во исти временски период, тоа е некаде пролета 92 година. Од денес од аеродромот вежељава не постои камен на камен, а градчето Коњиц си го задржа тој таен Титов град. Ме интересира полковниче, ние сме 170 метри под земја. Значи цела планина е над нас. Како можеме да дишиме, како можеме нормално да функционираме во овој објект? Zato korisniku taj objekat pruža optimalne uslove za neograničen boravak u njemu. Што тоа значи? Videli smo da je obezbijeđen klimom, da je obezbijeđen zrakom, da je obezbijeđen svim. Колку луѓе можеа во еден момент да престојуваат тука нормално да живеат, нормално да јадат, нормално да дишат, нормално да функционираат. Znači može da živi neograničeno koliko on hoće da se zadržava u objektu, odnosno koliko treba. И воздухот се носи по цевки од озгора, лошиот воздух се исфрла горе и циркулира. To sve obezbeđuje ta klima koju smo vidjeli. Во овој подземен Титов град, почитувани гледачи, како времето да е застанато. Тоалетната хартија е произведена 79 година и денес се уште не отпакована. Сликите на Тито се уште не се симнати од зидовите на овој подземен Титов град. Објектот се наоѓа 200 метри под земја, а тамо нема 1 грам прашина и 1 капка влага. Колку сме сега под земја? Mi smo sad 150 metara ispod zemlje, a tojka i pogrivka iznad nas. Znači šta bi ga moglo uništiti? Ništa. 150 метри над нас изема земја и ние сме под земја 150 метри. Ако сме 150 метри под земја, господине полковниче, како е возможно да нема ниту малку влага овде во објект, да нема ниту една капка кондензација и да можеме нормално да функционираме без струнка на влага, без струнка на лош воздух? To obezbeđuje njegov režim rada. Uvijek mora da bude temperatura 21 stepen, Значи 21 степен. 21 степен и влажност зрака од 65 до 70. Сакате да кажете дека од 79 година која е направен овој објект, тоа се веќе 31 година, тие два параметри на топлина и на влага се одржани на исто ниво? Tako je. On mora se na tim parametrima držati. Inače, narušio bi se sistem, odnosno režim rada i on bi se pretvorio u jedan napušteni rudnik koji ne bi mogao zadovoljiti onoj namjeni za koja je pravljen. Почудни гледачи, ние полека ќе почнеме да влагаме во објектот, односно во делот кај што требаше да биде кабинетот на маршалот Јосип Брз Тито и делот кај што тој требаше да живее тука во овој подземен град, се наоѓаме некаде на 170 метри под земја. Тука лево од нас беше приемниот кабинет, тука е местото кај што се наоѓаше неговиот шеф на кабинет и таму се спалните соби на маршалот Јосип Брз Тито. Господине Грабовица, колку што можам да видам, ние се наоѓаме сега во тој подземен дел на овој подземен град, кај што се наоѓаат тие работни и спиечки простори на маршалот Јосип Брз Тито, односно неговиот кабинет и неговите спални соби. Da, a prije toga moram reći
da je blok 8 objekat u objektu. On ima sve svoje zasebno, svoju klimu, svoje, znači sve ono tamo može da otkaže, da padne, ali ovo ne smije. Znači, ovaj blok od 8 kaže treba da bude rezidencijalni работный del na kabinetот na maršal Tito. Tako je. Znači, mi smo sad momentalno u podzemnoj rezidenciji predsjednika države u njegovom radnom kabinetu. Interesno je kakva je činjena atomska bomba beše во состојба да издржи овој подземен град на Јосип Broz Tito. Korisnika štiti od nuklearnog udara 20 kilotona, a znamo da je na Hirošimu, Nagasaki bačene bombe od po nekoliko kilotona. Значи, некаде 10 пати поголема сила на атомска бомба беше да во состојба да издржи овој објект, отколку што беше силата на атомската бомба фрлена во Хирошима и Нагасаки. Tako je. Во тој период кој е изграден аеродромот во Желјава 68 година, тука биле стационирани некаде околу 50 најмодерни, супермодерни авиони од типот на МиГ или тогаш биле најмодерни те авиони од типот МиГ-21. И ако погледнете денес, почитувани гледачи, и 20 години после рушењето на тој аеродром, пистата е се уште без малку во одлична кондиција, бидејќи во тој период пистата беше градена од најмодерен асфалт кој никој начин сушност не пука и не корозира. Аеродромот во Желјава располагал со сопствена вода, со сопствена електрична енергија, со сопствена пекара или центри кај што може да се произведат храна и останати потреби за издржување на тие 3000 војници еден месец во тие подземни хангари на планината Плешевица. Располагали со хангар кој бил наменет за еден чист керозин, некаде околу 500 тона керозин. Секој момент се чувал тука во резерва на аеродромот во Плешевица или на аеродромот во Желјава. И ако направиме некаква споредба, почитувани гледачи, ние минатата година го снимавме тој подземен Титов град во градот Конис, кој чинеше некаде околу 4 милиарди долари според тогашните цени на американскиот долар. Овој аеродром или овој објект чини некаде 50% поскапо од тој објект во Конис и затоа се смета дека е најголема инвестиција на Титовата армија во тој период. Dakle, piste su vani, ja govorim pistama vani, a onda su bili znači, skladišni objekti za održavanje, za remonte, smještaj ljudi i aviona. To je tako zarušeno i tako rušeno stanju da sam jedan put rekao kroz šalu, ali čini se da je to izbilja, možemo samo gajiti šampinjone. Znači, to je sve kako je rudarski okna na nekoj način. Kao zapuštena rudarska okna. Tako sad djeluje. Od nekada vrhunske, rekao bih, čuvanosti, vlažnost zraka, temperatura, čistoća, farbanje, sređeno sve. Vrhunski ambijent u 5 sekundi je postao tipično staro rudarsko okno. По својата полна кондиција аеродромот во Желјава имал вработено некаде околу 500 високи офицери, некаде околу 500 подофицери и околу 2000 војници. Според направените оперативни податоци, целата таа мала армија составена од 3000 луѓе можела да живее тука на аеродромот во Желјава во тие подземни хангари на планината Плешевица најмалку еден месец. Што сега се случува со тој аеродром во Желјава? Дали може да биде во функција, колку е руиниран, колку е девастиран и што може да се направи со него? Razni je procena bila i pokušaja na državnom nivou da vidimo šta radi s tim. Aerodrom je podijeljen u pravom smislu fizički na hrvatski i bosanski dio. To su dvije države, znači na granici aerodrom, znači to je zajednički prostor. Ništa se uraditi ne može bez suglasnosti obiju strana, bez država Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ali u ovom trenutku ni Hrvatska ni Bosna nemaju ni kapaciteta, mislim, financijskih, niti potreba vojnih da pravi vojni aerodrom. Znači to je prošlost. Значи, никогашниот бисер на ЈНА, гордоста на маршалот Јосип Броз Тито, објект кај што е вложено некаде околу 6 милиарди долари, по денешни цени помеѓу 200-300 милиарди до 500 милиарди долари, во само 5 секунди на 17. мај 90. Nestalo je sve, upravo ste. To je katastrofa. Zaista katastrofa i to samo mogu
baš pomračeni umovi da tako to unište. Samo pomračeni umovi, nikad drugo. Се враќаме после рекламите да одјавиме вечерашната емисија. Стариот добар проколин отсега во ново пластично шишенце и во нова модерна амбалажа. Ви ги представуваме и новите проколин вештачки солзи за хигиена на очите, кои овозможуваат чувство на комфор. Заедно со проколин, раствор за чистење, подмачкување и за дезинфекција на вашите контактни леки. Проколин, линија за комплетна нега на очите. Ало, Душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Изведнаш се враќам. Повелете, комшивке, се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мела. Повелете, комшија. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Ние се гледаме миниот понеделник во 21 часот на Алфа телевизија. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.